Почитувани, денеска заедно со Зоран Бајовски, со пратеничките Жаклина Пешевска и Рашела Мизрахи сме заедно со граѓаните во општина Чучар Сандево, во Кучевишка бара, во Бразда, а ќе продолжиме и во останатите места, како во општина, така на секаде низ Македонија, да се видиме со граѓаните, да зборуваме за предизвиците со кои што се соочи владата во изминатава година и за сето она што следува во иднина и за сето она што треба заедно да го изградиме заедно со граѓаните. На вистина имавме една година со многу предизвици, каде што сите знаеме што наследивме, и сето тоа не беше дополнителен мотив на сите нас, сите оние кои што влегува во институциите, целата влада, собранието, за да работат многу повеќе, да работат посветено, за да можат да стават пред се крај на расипничкото однесување и разнебитување на државата, ставање ред во институциите и правење на држава која што ќе биде достоинствена за сите граѓани. Во овој период се направија многу работи, јас ќе истакнам само неколку од нив, а тоа се 500 милиони евра за капитални инвестиции, поддршка од владата за општините, за капитални инвестиции кои што ќе бидат од интерес на граѓаните. Понатака се зголемија пензиите, се зголемија платите во администрацијата, но што е поважно, се зголемија платите и на здравствените работници, на работниците во образованието, а јас верувам дека и на останатите полиња во иднина ќе имаме можност за напредок и за подостоинствен стандард и за останатите граѓани. Понатака се овозможија одредени субвенции за сите оние млади кои што сакаат да отпочнат свој бизнис и за да можат да имаат поголем просперитет. Се реновираа повеќе од 10 болници. За прв пат имавме учебници на 1 септември, јас верувам дека и овој септември ќе биде така. Така да како што гледате на секое поле има многу повеќе инвестиции, многу повеќе работа и ова е начинот на кој што треба да се работи. Затоа сме денеска тука со граѓаните на Чучар Сандево за да споделиме што е она што беше направено во оваа година, но што е она што сакате вие да продолжиме да го направиме заедно во годините што доаѓаат. Со граѓаните од Чучар Сандево зборуваме и за локалните проблеми. Зборуваме за тоа што е досега направено и потребата од повеќе и подобро. Со млади сили полни со ентузијазам за современа, модерна и просперитетна општина. За она како младите сили полни љубов за граѓаните на оваа општина ќе доведат до нови инфраструктурни решенија, грижа за младите, за семејствата, но и за повозрасните, за земјоделците, меѓутоа и за малите и средни предпријатија. Буквално за се, со целосна визија и акционен план за тоа како ќе се одвиваат настаните во наредните 4 години, нормално со новиот градоначалник на Чучар Сандево. Овој предизвик како кандидат за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН го прифатив, бидејќи за прв пат владата на Република Македонија предводена од Христијан Мицкоски максимално се посвети во инвестирање во единиците на локална самоуправа, односно општините. И покрај тоа парите се рамномерно распоредени по сите општини без разлика од која политичка партија доаѓа, дали се од власта или од опозицијата. Во Чучар Сандево владата со изминатиот повик додели 2 капитални проекти, едниот во вредност од околу 44 милиони денари за пречистителна станица Кучевачка бара и вториот е за изградба на културен дом Сандево во вредност од 31 милиарда и 31 милион и 500 илјади денари. Вкупна сума околу 1.230.000 евра се одвоени од владата на Република Македонија за Чучар Сандево. Но мора да напоменам дека првиот повик го пропушти општина Чучар Сандево, не знаеме од кои причини. Затоа во иднина треба да се соработува на многу повисоко ниво, на многу подобро ниво, како со централната власт, но и со градот Скопје. Во делот на меѓуопштински соработки, бидејќи ние како општина ги користиме услугите на јавниот превоз од град Скопје, ги користиме другите услуги од град Скопје и треба да имаме соработка и со нив. Затоа
Ви повикувам сите да го поддржите кандидатот на ВМРО ДПМН за конечно Чучар Сандева да стане модерна општина која што ќе биде достојна за живот за сите граѓани на општина Чучар Сандева.